Да, добар ден, вие се наоѓате повторно на каналот на Слободен печат во соработка со Цивил медија и Trn.mk. Од моја лева страна се едни двајца млади актери кои што беа дел од театарот Штрих и се уште се, нормално, но новата промена кај нив е дека се членови на театарот, драмскиот театар од Скопје. Едни од поновите членови што туку вработени веќе месец и пол два. Да. Најтазе. Ќе се навратиме на тоа. Кажете ми за почеток како дојдовте од тоа да го отворите да ја отворите театарската продукција Штрих? Па најпрво ми се започна уште кога дипломиравме. Ја и мојот колега, драг колега Томислав, игравме една сцена кај што игравме постар и помал брат. Добро, тоа е дипломска нека? Дипломска, да, наша на факултет. Тоа беше текст на Филип Груич. Добро. Исто така млад автор од Србија. Генерацијски театар технички. Така. И ја дојдов со идеја, му викам Томче, дај да правиме нешто као дипломираме, дај да правиме нешто независно после ова, што ќе се случува сега, викам као. И он вика, да, може, вика, што ми имаш некоја идеја, викам, имам текст, ми текна текстот од Сем Шепард, Вистинскиот запад. Така. И почнавме да комуницираме околу тоа, го преведовме текстот, најдовме преведувач, Марио Стојановски ни го преведе текстот и не знаевме ништо. Не знаевме што да правиме понатаму, како да добиеме некои средства, така. Што да правиме, простори, ништо поима немавме, благи везе. И почнавме да бараме режисери, го најавме Борис Василевски. Така. И тука се створи таа екипа и дојде првата апликација. Тука и Ава Хусейни, која што е председател на Штрих. Да, она е председател на Она е Штрих, председател. Да, добро. Она ни исконтактира за друг проект, преку Така. друго здружение да одиме. Го направивме, го аплициравме тој проект, го аплициравме и овој покрај тој. И ги добивме двата. Едниот беше преку Пресфрт, другиот проект преку друго независно театарско Така. здружение и од таму ја добивме идејата зашто сега ние да не си направиме. Два проекти направивме. Едниот беше на физичко име, на физичко лице на мое име. Така. А другиот беше преку друго здружение. Јава рече зашто да не се оформиме, веќе сме соработувале. И седнавме, ја собравме екипата како некои членови кои се разбираме од поверење луѓе и ја го оформивме Штрих во 2021 после овие две представи. Некако таа соработка, мислам, кога почнавме ја и Маријан заедно со Борче, кога се уклучи Јава, свативме дека некако имаме исти идеи, слични идеи, слични цели за тоа како сакаме да се одвива театарот, како сакаме да го работиме, кон што сакаме да идеме. Свативме дека има некоја добра хемија, разбирање меѓу нас и така тргна идејата да го оформиме здруженијето и исто така од продукцијска гледна точка, знаеш, и да бидеме малку по-представителни, бидејќи многу често кога аплицираш за некои грантови или за некакви средства кога се појаваш како физичко лице, си малтене никој ништо, а вака кога си веќе како некое здружение има некоја поголема стабилност, да речеме, за некој да ти отвори врата, барем да те изслуша што имаш да кажеш, што имаш да понудиш. И така тргна целата идеја, да, тоа е. Да, дали не идовте на отворени врати затоа што тоа е две години, 2,5 години, 3. Да. Сега во октомври ќе биде 3 години. Вие скачате од академија како млади студенти. Дали знам дека довербата да се добие многу тешко, особено кога си на почеток и кога тек треба да се докажуваш, дали не идовте на отворени врати? Абе, нас ни беше искрено уште потешко, бидејќи нас не фати короната. Значи, таман кога никој не те знае, кога треба допрва да градиш име, немаш услови да ги градиш так. И тогаш, да, тешко беше, но за почеток, например, за првата представа Only Artists Left Alive, која е во режија на Мартин Кочовски, така. Морам да признам дека Битолски театар ни ги отвори ширум вратите. Тоа е првата представа. Првата представа, официјално. Вистинскиот запад, што спомна Маријан, е малта не работена со истата екипа, само тогаш не постоевме како здружение, официјално. Така. И првата представа Only Artist, Битолски театар ни ги отвори вратите. 2 месеца бевме во Битола, јуни, јули. Мартин Кочовски, да, без никаков проблем и со оглед на тоа дека и немавме нешто премногу средства, како што и за секоја представа. Така да, не можам да кажам дека е пола-пола, се уште потешко луѓето имаат слух и потешко имаат желба, знаеш, да ти отворат врата, да ти дадат некаква помош, било каква. Но се трудиме, бараме се, јавуваме, па некогаш има, некогаш нема. Например, многу лесно можеш да најдеш простор. МКЦ тоа време
исто така ни отвори врати и за Вистинскиот запад кога ја спремавме, исто така не оставија 3 месеци буквално во денсинг сала, летно време работевме без никаков проблем, но после нели стана малце голема гужва во МКЦ, па и сега ова што се дешава и некако се оттргнавме од таму. Така да се повеќе не идуваме на затворени врати отколку на отворени. Ама Тоа е во случајот со МКЦ? Не, Дали општо, после општо. промената се обративте до па до искрено институцијата? не, искрено не. Генералниот проблем што ние мислевме дека со тек на време ќе се решава се повеќе и повеќе е дом за представата. Така. Ние, што се вика на почеток, кога почнавме со Вистинскиот запад, у МКЦ имавме многу добра соработка и поголем простор за правење на представа отколку сега. Така. Сега наидуваме на се позатворени врати и многу е потешко да представата живее Така. и сме како гости цело време. Или и гостуваме и надвор од Македонија, гостуваме и во Македонија, ама цело време сме гости. Да, Така каде е алтернативниот театар? После ова све што ми го објаснивте, јас во моментов не гледам некоја баш сјајна перспектива. Кај се наоѓа во моментов алтернативниот театар, независниот театар? Па насекаде, моментално е раштркан, да, и насекаде и никаде. Мислам, Каква е неговата позиција? Дали може да се, не знам, едно здружение како вас може да екзистира само од представи? Не. Не, дефинитивно не. И тоа е најголемиот проблем, бидејќи немаме соодветна зграда, соодветен физички простор Така. кај што може да работиме и да функционираме без при тоа да се соочуваме со многу големи трошоци, со кои што се соочуваме секогаш кога ќе гостуваме негде. Мислам сме имале ситуација кај што човек што треба да направи светло да ни побара 200 евра онака за Да. 1-2 дена да го среди светлото. Поставувам се играте за 10 И пати помалку помалку од тоа, да. од тоа Да, што ние го бара. 3 месеци сме спремале представата со дупло помал Да, тоа е буџет, жал. мислам. Разликата, извини што те прекинувам, разликата е тоа што ние ќе направиме компромиси, правиме постојано Да, компромиси да, во врска со нормално. средствата. Ама другите луѓе, мислам, што треба да излезат во пресред на тоа дека сме независна сцена и дека треба да преживее тоа, не излегуваат често во пресред, со исклучок на некои луѓе. Така. Ама интересното е тоа што за култура се помалку слух има, Да. особено за независна сцена. И оној муавет уште е жив. Дојдете на представа во МКЦ, колку пари е? 300 денари. Па сега овие МКЦ играат независна сцена, што ќе давам ја 300 денари? Да. Тоа На е... по дефолт, бидејќи независна треба да е поевтина картата. Не знам, според Најверојатно. луѓето така. Па така Да. е вајла мислењето. ама- Знаеш што е проблемот? Уште не третираат како аматери глумци. Да, тоа е еден проблем кој што луѓето се уште не можат да го разберат алтернативниот театар како посебна гранка. Тоа не е институционален театар. Тоа е сосем друга гранка која што нема врска со институција. Тоа имаат проблем, најверојатно мое мислење дека луѓето имаат проблем да го разберат тоа и сметаат дека тоа треба да биде како некоја пониска класа на театар или левел кој што они одат да го гледаат. Воопшто не е така. Мислам, мене зашто ме разочарало највеќе? Луѓе кога сме се обратиле во некои театри за било каква Така. помош, дали костим, дали сценографија, дали не знам што. И сме наидоле на ситуација као дојдат студенти, нешто им треба. Мислам, да не бидам погрешно сватен, Да, јасно ми е све. Немам ништо Јасно против ми е све. студентите, Така е, ама така е. тоа што го збориш, ни они вработените во театар, во институцијален театар, немаат слух и немаат однос и не разбираат, ама не знам како да кажам, не разбираат што е независен театар, што е алтернативен театар и гледаат со какви очи не гледаат. Скроз поинаку од тоа што треба да биде. Вашата позиција во моментов на сите тројца е статус на вработени актери. И тоа е после доста долго време, така? Па да. После колку години? Па ние сме 5. Ја и Маријан сме доста 5. години се Ава е Најверојатно 6 или 7. да, Може и нешто 10, повеќе. Може Да. и да е 7 или 8. Па она е нешто после тебе. Каква е сега вашата ситуација и гледиштата према Штрих? Што ќе се случува со Штрих откако вие нели влеговте во институција? Мислам, тоа нема никаква врска, нормално може и едното, тоа се пак ќе кажам два различни типа на уметност според мене. Да. Каде сега се наоѓа Штрих во моментов? Вие сте сите тројца вработени. Петорица сме и Јанка Петорица, се Левкова извинувам, да, Јанка и Борис, Василевски. така се извинувам. И мислам дека сега моментално они се најголемиот мотор, Така. бидејќи ние нели тука оврски конфузии, они доста добро застанаа во позицијата на сега ние малку ќе ги држиме конците
Така. Ние ќе се активираме за ова да не... Дали ви останувате дел од Штрих? Да, се разбира. Добре. Мислам, ова што го правиме моментално е некој пресврт, некој, како да кажам, промена голема, која што ние се уште не знаеме како ќе ги водиме работите, ама знаеме кон што стремиме. Стремиме кон тоа да направиме многу проекти во иднина кои што ќе бидат од суштинско значење, значи со истата идеја, истата бунтовност против тие некои стереотипи, против тие рамки, форми кои што никогаш, и затоа и сме го направиле ова здружение, уствари штрих на сите непотребни работи настрана од тоа што го имам во себе, од суштината. Дали може да им објасниме на гледачите што е штрих уствари? Може. Штрих како театарски термин, како театарски поим, значи кратење на нешто. Кратење најчесто ние го користиме нели за кратење на некој текст, реплика и слично. И така некако дојдовме, не знам, прво ни беше искрено дојде на заебанција името, седевме, имавме еден брейнсторминг и само нафрлавме и се појави штрих и сите беа као не, и као после некое време Ејаве, супер звучи, баш интересно, боде, знаеш, лесно запамтливо е, кратко и јасно, не е за целиот, за сите луѓе не е баш јасно, бидејќи ретко кој се среќава. Поентата да знаат луѓето што значи зборот кој што, нели? По дефиниција во театарската терминологија, нели, значи кратење на текст или на сцена или на што и да е. Дечки, како е сега од кога сте вработени? Исто, само има плат. Повеќе прашалници. Да. Не, супер е. Ја би сакал само да се надоврзам малку на тоа Маријан што го збореше. Не беше нас поентава кога ќе направиме здружение, ќе бидеме активни за да се вработиме и после да го фрлиме тоа. Тоа е сосем, пак ја кажам по трет пат, тоа е сосем друг тип на театар. Значи, тоа што се вработивме, знам дека некои чекаат многу повеќе и има и многу други што чекаат. Вработувањето е големо олеснување, мислам, во однос на некои животни прашања кога треба да си ги одговориш и слично, бидејќи свесни сме сите дека од независниот театар кај нас се преживува, не може баш да се живее. Ја го гледам дури и како влог, дека се вложува, не знам, мојата перцепција во минатото беше некако таква. Па цело време тоа ти е љубов, нема за работа никаква. Нормално, да, али у љубовта вложуваш. Да, вложуваш, константно вложуваш и дури не, знаеш, веќе не се ни надеваш дали ќе ти се врати, него едноставно као сакаш само да успее работата, да успее представата, да успее нештото. И така, сега ние сме пред некоја, што викате, промена, некоја голема. Уште, не знам, ја лично имам уште некои нејасни прашања, онако глава неодговорени, уште си викам што се деси, како се деси. Мислам, некои луѓе што не се дел од овој свет, ќе помислат дека не знам за каква промена правиме во ама ние што водиме овој пат знаеме што значи кај нас да се вработиш во институцијален театар и дека не се случува сега тоа толку лесно. Не, шала на страна, интересното, мислам, убава можност да се работи со големи режисери, со режисери кои што работат сите на различни начини, многу повеќе шанса да играш во представи, во проекти кои што ќе те научат и на некоја друга естетика, пошто се разбира ние до сега сме испробувале, ама сега имаш многу поголема шанса со ова вработување, особено и тоа дека е драмски театар како естетика, мене лично ми е доста блиска таа естетика и далечна од друг аспект, бидејќи сакам да достигнам да изиграм во некој проект од проектите што сум ги гледал кога сум бил студент. Значи е голема шанса, голема можност и мислам дека треба и институционалниот театар и вонинституционалниот театар да земаат едни од други. Односно, некои практики да се пренесува. Да се воспостават некакви мостови за да може да се работуваат. Затоа, например, јас сум исклучително среќен што, например, ние 10 души што влевовме во драмски, скоро сите, сите сме работеле многу на независната сцена. Сите сме биле доста активни, знаеш, и сме стекнале некои навики од таа независна сцена, тој алтернативен театар, кој мислам дека во институционалните театри фалат. И сега на нас е
тоа што вика Маријан, да ги пренесеме некако, да ги донесеме тие работи, за да се поместат и во институционалниот театар некои работи кои се по мене доста закоравени, доста некои, знаеш, се водим уште по некои стари правила, стари форми. Мислам дека е супер ствар да донесеме некоја нова енергија, некои нови погледи, некои нови форми, ајде да кажам. Дали сметате дека тие 10 луѓе во овој момент можат да донесат сериозна промена во драмскиот театар? Па сметам, да, искрено, затоа што баш ова што го напомена, мислам дека 10 од нас доаѓаме од независна сцена и го имаме тој влог, што го кажа, и го имаме тој бунт, што е многу добро. Да. И тој бунт и таа желба за И време чекање доволно долго и сите тие работи кои што така да идат тоа- едно по друго. Но јас Мислам дека ќе допринесе, сега не можам да Па тврдам, да, јас ама сметам, искрено сметам дека потенцијално. тие моменти, чекањето и сите овие работи што ги набројавте, мислам дека доста му даваат и му помагаат на акторот да се изгради. Тоа е моја мислење. Дефинитивно. Да. Па барем од ние вака 10 души што ги збориме, никој не е тоа чекање и тоа малтретирање сите тие години без разлика кој колку чекал. Да, не е важно. Знаеш, никој не се откажал, никој не е демотивиран, него како со година у година сите да сме станале се по-желни, со поголем жар, со поголема љубов и ентузијазам. И јас мислам дека со 10 луѓе стварно може да се направи голема промена и голема револуција. Не зависи само од тие 10 луѓе. Да, нормално. Да бидеме свесни, треба и да имаат слух и некои други страни, ама да, мислам дека може да се направи голема промена. И дај Боже да и другите театри отворат што повеќе работни места и да влезат што повеќе други колеги кои се уште чекаат. Тоа е многу важно. Тоа е многу важно и јас сметам исто дека тоа може би една од поважните работи што во нашата професија треба да се направи, да се отворат уште работни места. Да. За крај, кои ви се плановите со Штрик? Дали имате нешто кое што треба за брзо време да излезе или некои планови? Во моментов сме во подготовка на неколку идеи, во разработка сме, некои сме уште во рана фаза, Така? некои се уште како идеја, за некои бараме дополнителни средства, Така? ама годинава би требало да излеземе со нова представа и сега околу тоа ќе оставам. Наредна Со нова прилика ќе биде. представа, ама и со издание на уште една наша книга, не наша книга, него наш превод и наше издаваштво. Тоа најверојатно ги биде книгата Антигона од Славој Жижек. И тоа би требало да се случи за неколку месеци. Да, како што спомна Мацко, до крајот на годината со нова представа. Колеги, ви благодарам што одвоивте време и што дојдовте во студиото на Слободен печат, мене ми значи доста. Се надам дека доста успеси и доста награди ќе донесете у драмскиот театар и искрено верувам во сите нас. Дај Боже, фала ти на тебе за поканата. Повикот. Да. Гледаме друга Да, следна наредна прилика сигурно повторно пак може со некоја нова премиера или представа на Штрих. Може. Да. Ви благодарам и вас, може би е надвор сончево и убаво, но моја обврска ви е да ви кажам да останете со Слободен печат. Се гледаме. Чао.